Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Иницијатива за враќање на полициската станица во Кочани во ранг на сектор за внатрешни работи беше покрената на последната седница на Советот на општината. Тоа би требало да обезбеди подобро извршување на работните задачи и подигање на нивото на безбедносната состојба во целиот регион што таа го покрива. Губењето на статусот на управа, односно сектор за внатрешни работи и деградирањето во ранг на полициска станица од општа надлежност не придонесе за подобрување на безбедносната состојба и нормално извршување на работните задачи во Кочани и регионот. Всушност, од 2008 година, кога тоа беше направено, до денес нема промени во состојбата со криминалитетот, со обемот на работните задачи и со бројот на населението што таа го покрива. А со тогашната систематизација во Министерството за внатрешни работи изгубени се драгоцени кадровски, материјални и други услови за работа. Да ви кажам една фрапантна ситуација од 2008 пример. До сега ние имаме некаде над 40% број на извршители помалку. Сега се соочуваме со проблеми, немаме доволно луѓе, немаме доволно извршители да ги пратиме по подалечените села, немаме технички средства, немаме можности, возила да ги пратиме луѓето на терен. Се соочуваме со многу голем проблем. Ќе ве замолам сите заедно, колку ни е можноста да можеме да се избореме, да го покренеме рангот на полициската станица Кочани, да не бидеме на овој ранг кај што сме сега, пошто овие се резултати кои мислам дека нема да можат да се подобрат и дека овие резултати тешко дека со овие луѓе, со овие услови ќе ги подобреме. Изнесувањето на овие податоци на последната седница на Советот на општина Кочани ги обедини советниците од различна политичка припадност, кои искажаа подготвеност да дадат подршка на иницијативата. Во делот на она што се вели Кочани како општина и полициска станица на ниво на полициски сектор, заслужува или како заклучок може да се даде препорака, меѓутоа ако беше министерот за внатрешни работи овде неколку пати на посета, можност, кажете дека и советниците и сите како дел од оваа општина ќе дадеме поддршка да се врати на она што личи. Сакам да ја охрабрам дека градоначалникот презема многу силни активности во врска со лобирање за подигање на рангот на полициската станица и вие претпоставувам дека сте информирани за таа работа. Значи се очекува со новиот предлог закон за МВР полициската станица Кочани да прерасне во сектор за внатрешни работи Кочани. Од тука апсолутно ја поддржувам иницијативата која што ја даде и колегата Лазо Митев и апсолутно сметам дека треба да биде како предлог заклучок едногласно поддржан од страна на сите советници. Предлог заклучокот го поддржаа сите присутни советници на седницата, а дали полициската станица ќе го врати рангот на сектор што го имаше пред 10 години, ќе се почека на измените во организацијската структура во Министерството за внатрешни работи. До тогаш состојбата со криминалитетот и извршувањето на работните задачи, кочанските полицајци ќе морат да ги следат со постојните услови. Најголемата кондиторска компанија на Балканот Мак Прогрес ги отвори вратите за идните бруцоши. Понуди и студентски кредити за студентите на машински, електро и прехранбените струки. Виничката компанија Мак Прогрес со нова пракса во афирмација на своите капацитети, отворајќи ги вратите за матурантите во Виница, професионално насочување кон високо образование, сезонска работа преку лето, практиканство со надомест, студентски кредит за 10 идни бруцоши кои ќе се запишат на машински, електро, прехранбена струка, стипендирање преку Сдруженијето Свет Крст, се отворените опции кои ги понуди оваа компанија за виничките матуранти. Мак Прогрес денес за прв пат ги отвори вратите и за младите матуранти. Овој отворен ден со големото семејство на Мак Прогрес има големо значење за нас. Отворен ден затоа што ги прикажуваме целосно компанијата Мак Прогрес со сите целосна неизина структура, а големото семејство на Мак Прогрес затоа што тоа веќе брои 780 членови во цела Македонија на повеќе локации. Денес имавме можност пред матурантите да им ја презентираме нашата компанија и да им понудиме можности за да и во иднина размислуваат да останат и да градат професионалната кариера овде, во Виница, во Македонија. Моите колеги направија презентација на повеќе сектори кон професионално насочување, кон техничките науки, и тоа прехранбена технологија, хемиски и биохемиски факултет, електро и машински,
значи кон филм и режија, кон економските науки, така да компанијата нуди можност за сите во тие насоки, можност за вработување, значи сите тие ќе имат подобра можност за вработување со подобри месечни примања. Како новитет оваа година што го нудиме, Мак Прогрес ќе понуди студентски кредити за 10 студенти запишани на факултетите за прехрамбена технологија, електро или машински факултет или биохемија и хемија факултетот. Со цел, ако студираат редовно, имат просек на 7,5, да тој кредит продолжи се до завршување на факултетот и до крајна цел запослување во компанијата Мак Прогрес. Исто така презентиравме можноста за добивање на стипендија од фондацијата Свет Красотвиница, во која Мак Прогрес е еден од поголемите донатори. Инаку во компанијата Мак Прогрес најдефицитарен кадар се прехранбените технолози, информатичари, биохемиски и хемиски науки. Нема кадар и за угостителство и туризам. Дел од стручните кадри го презентираа своето повеќегодишно искуство од работењето во компанијата, давајќи им совет на идните бруцоши дека сепак високостручниот кадар има шанси да работи и заработува многу повеќе од просекот токму овде во Виница. Близу 50.000 евра планира да потроши општина Кучани од сопствениот буџет за изградба на потпорни ѕидови во текот на оваа година. Јавниот повик за избор на изведувач веќе тече и ќе трае до средината на месецот, а градежните работи ќе се реализираат во текот на годината. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе потроши близу 3 милиони денари за изградба на потпорни ѕидови на повеќе улици во градот и во населените места. Дел од нив се предвидени во годишната програма за реализација на помошни инфраструктурни објекти. Во општинската администрација ќе ги земаат предвид и барањата на жителите од одделни населби и улици каде се најнеопходни активности за изградба на потпорните ѕидови. Тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи е веќе објавена, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 14 мај. Во проектната документација што е дел од постапката, посочени се конкретните детали и активности што избраната фирма ќе треба да ги преземе за реализација на годишната програма. Се планира да бидат вградени над 400 метри кубни бетон како и 6 тони железо, при што предвидените количини не се крајни. Тие се дадени во приближна вредност заради формирање на единечните цени на чинење. Изградбата на ѕидовите ќе се реализира сукцесивно во текот на годината, според потребите и планирањата во реализацијата на годишната програма за овој вид инвестиции. Делегација на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани отпатува за Белград по повод одбележувањето на годишнината од смртта на нивниот патрон. Активноста е дел од програмата на кочанските титовисти, а трошоците за патувањето ги покрија од сопствениот буџет. Полн автобус со граѓани од Кочани почитувачи на ликот и делото на поранешниот југословенски претседател Јосип Броз Тито, како и членови на граѓанското здружение што го носи неговото име, во четврток од доцна попладне заминаа за Белград. Со тоа го реализираат најавеното патување по повод традиционалното одбележување на 4 мај, денот на Титовата смрт. Заедно со членови од делегациите од други градови од поранешна Југославија, кочанските титовисти ја посетија куќата на Цвеќето, местото каде што се наоѓа гробот на нивниот патрон. Со букит и цвеќе, во став мирно и со војнички поздрав, во 15 часот и 5 минути, кога пред 38 години беше објавена смртта на Тито, му оддадоа почит на поранешниот маршал и председател на заедничката држава. Според информациите од членовите на делегацијата, тие веќе оствариле контакти со повеќе нивни колеги од слични здруженија од градовите од Србија, Хрватска и Словенија. Биле разгледувани и можностите за меѓусебни посети и заедничко учество на кампови и свечености, поврзани со настани и луѓе од југословенската историја. Трошоците за патувањето на кочанските титовисти во Белград се покриени од нивниот буџет, а враќањето се очекува в сабота рано изутрина. В сабота, 5 мај, општина Кочани организира акција за расчистување на дивите депонии. Во активностите ќе се вклучат вработените во општинската администрација, а акцијата ќе започне во 8 часот од местноста Пресечена скала кај фабриката за вода.
На годинешниот детски литературен фестивал Ракатки 2018 што се одржа во Скопје, ученичката Наде Ефремова од Основното училиште Никола Карев беше прво наградена за својата поетска творба Скапоцено наследство. Награда пак за најсликовита песна на фестивалот Машта и снови, што се одржува во Сремска Митровица, Република Србија, доби ученичката Пандора Манева. Минатата година во Радовиш, годинава во Скопје по 14 пат се одржа детскиот литературен фестивал Ракатки 2018 во организација на Домот на просветни работници и Министерството за култура. Темата на која пишуваа младите литерати основци од Македонија беше наследство. На фестивалот, покрај многобројните учесници од Македонија, учество зеде и ученичката Нада Ефремова од 9-то оделение од Основното училиште Никола Карев од Кочани, под менторство на наставничката Љупка Стојменова, која за својата песна Скапоцено наследство ја освои првата награда. На 14-тиот литературен фестивал Ракатки, кој што годинава се одржа во Скопје, на 27 и 28 април, од вкупно 120 песни, 40 беа наградени, од кои јас си освоив првата награда за песната Скапоцено наследство. Веќе 2 години поред учествувам на литературниот фестивал, кој е на државно ниво, и 2 години сум првонаградена. Во песната Скапоцено наследство се работи за наследството кое што сум го добила од баба ми, овој случај народната носија. На 8-миот меѓународен фестивал за поезија пак Машта и снови што се одржува во Сремска Митровица, Република Србија, комисијата одлучи наградата за најсликовита песна да ја припадне на ученичката Пандора Манева од Основното училиште Никола Карев. Таа исто така работеше и се подготвуваше под менторство на наставничката по македонски јазик и литература од ово училиште Љупка Стојменова. На 8-миот фестивал Машти и снови, кој што се одржува во Сремска Митровица, оваа година ќе биде одржан на 29 мај, во кој што сум наградена за песната Булките и каришините за најсликовита песна. Во песната се раскажува за какво расутуваат булките, како се тие покрај шините и како едната од нив свенува и ја бара другата булка. Освен Пандора Манева, на овој фестивал пофалени си ученичките Нада Ефремова и Михаела Павлова, а наградените своите награди ќе може да си ги подигнат на 29 мај 2018, кога во Сремска Митровица ќе биде одржан овој фестивал. Основното училиште Гоце Делчев од Виница го одбележа својот патронен празник. На свечената академија учество зедоа сите ученици од училиштето, кои што заедно со наставниците му дадоа почит на патронот, националниот херој и револуционер Делчев. Учениците и наставниците од Основното училиште Гоце Делчев од Виница со свечена академија што се одржа во салата на Домот на културата го одбележаа својот патрон. Преку игра, песна и смеја учениците го покажаа она што го научиле и подготвиле за таа пригода. На академијата се представија учениците со хорот и оркестарот, а оние од 7 и 8 оделение пак заедно со своите наставници подготвиле скечови и кратка драма која што ја представија пред виничката публика. Понатаму на академијата се представија и најмалите од прво и второ оделение, а по повод патрониот празник на училиштето беше распишан литературен и ликовен конкурс. Беше положено и свежо цвеќе пред бистата на Гоце Делчев, при што сите вработени и учениците му одадоа почит на големиот деец на македонската револуционерна организација, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Во организирањето и подготовката на свечената академија учествуваа сите ученици и наставници од училиштето. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат надпреварите во втората фудбалска лига во машка и во првата фудбалска лига во женска конкуренција, при што Согово е слободно, а женскиот фудбалски клуб Кочани дома го пречекува лидерот Драгон. На терените на спортскиот центар Зорик во Кочани ќе се одржи и меморијалниот тениски турнир Благој Едровски. Фудбалерите на Осогово викендов ќе одмораат, со оглед што според распоредот на надпреварите во втората фудбалска лига требаше да се сретнат со Хоризонтот Турново, екипа која од поодамна се откажа од лигата.
По минатонеделниот успех и освојувањето на бодовите во Валандово против Победа, жолтосините сега ќе го очекуваат резултатот од надпреварот на директниот конкурент за опстанок во лигата САСА, која в сабота на домашен терен ќе игра против Тиквеш. Разликата од 3 бода со екипата од Македонска Каменица за нашиот второлигаш во моментот изгледа недостижна, па им останува да се надеваат на евентуален кикс на рударите. Теоретски шанси за опстанок се уште постојат, но тоа веќе не зависи само од нашата екипа, туку и од играта на конкурентот за испаѓање. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак, женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен ќе се сретне со лидерот на табелата Драгон 2014 од Скопје. Со оглед на досегашната игра на нашите девојчиња, може да се каже дека однапред е познато од и тие нема што да бараат против скопјанки, па единствено што им преостанува е да се обидат максимално да си ја зачуваат мрежата. Некогашното дерби меѓу двете екипи кои се бореа за врвот на табелата веќе одамна не е тоа, со оглед што Кочанскиот прволигаш е во долниот дел на табелата, а гостинките го задржаа статусот на лидер. Средбата меѓу ЖФК Кочани и Драгон ќе се одигра в сабота на стадионот Никола Мантов со почеток од 16 часот. Во двата дена од викендот на терените на спортскиот комплекс Зорик во Кочани ќе се одигра меморијалниот тениски турнир Благој Едровски. На турнирот ќе учествуваат јуниори и јуниорки до 11 годишна возраст, а пријавени се вкупно 43 надпреварувачи, односно 20 тенисерки и 23 тенисери. Надпреварите започнуваат в сабота од 10 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.